Наш, горда, храбро, европски, достоинствено, вреди максимум. Ова се најпотенцираните зборови во изборните слогани на 7 председателски кандидати за предстојните избори. Но колку навистина кандидатите се однесуваат европски, достоинствено и колку навистина се борат за нашите интереси. Македонија веќе влезе во втората недела од изборната кампања. Навреди, удари под појасот, кој бил за Европската унија, кој бил за Русија, кој кому треба да купи уред за ориентација во просторот, кој крадел, а кој лажал. Ова е најчестата реторика употребувана на митинзите и средбите со граѓаните на кандидатите. Граѓаните кампањата ја оценуваат како очекувана, ниту добра, ниту лоша, туку онаква каква што се навикнати да гледаат секој изборен циклус. Бога ме, никако да ти кажам искрено. Никако не верувам. Што на работникот му дала 12.000 динара. Како ќе му уверувам ја на нив? Се лажа. Ептен кога гледам нешто па ако се вметна така, меѓутоа добро, скромни се, не се многу нападни, како да кажам. Црната кампања и нападите кон против кандидатите се нешто што е речиси неизбежно во секоја кампања, но ова се чини дека се пред. Односот и леснотијата со која Пендаровски дава квалификации за неговата главна против кандидатка Силјановска, базирани, барем според делот на аналитичарите, на старосна и полова основа, за граѓаните се недозволиви. Делот не личи таков однос од никого, а камоли од актуелен председател и професор како што е Пендаровски. Па не ми се бендисува, реков. Катастрофа е тоа што го слушам од еминентни луѓе, школовани, да се прости, разбирам. Ќе речеш немаат речник, ама они школовани се докажале со дипломите и така да се однесуваат срамно. Професори се треба да се културни, да не се нападни, сите се образовани високо, сега секој за својот ранг. Не би требало да се напаѓаат, меѓутоа кај на секој што е супротно. Она што е невообичаено е што барем во нашата анкета низ Скопје речиси сите прашани рекоа дека ќе излезат на гласање и дека конечно е време за промени. Иако во безмалку сите истражувања на јавните мислења на агенциите, бројот на оние кои одговориле нема да гласам е голем. Се чини дека сликата полека се менува. Треба ли да се излезе на избори? А треба да. Зошто сметате така? Па зашто редно е така. Граѓани на оваа држава сме не. Нели треба да излезе? Обавезно треба да се излезе и да покажеме што треба да се прави дале. Треба, сигурно, обавезно. Да, обавезно ќе излеземе. Како секогаш, така и оваа година, да. Инаку предизборната кампања за председателските избори почна на 4 април и ќе трае до 6 мај. Во меѓувреме започнува и кампањата за парламентарни избори, односно на 18 април и ќе трае исто до 6 мај, што практично би значило дека во наредниот период се очекува да се разжести политичката реторика и кај председателските кандидати, но и меѓу партиите.